Училишните клупи во Прилеп денеска сепак останаа празни. Новата учебна година за просветните работници во Прилеп започна со предупредувачки штрајк. Тие се присутни во училиштата, но без да ги извршуваат воспитно-образовните обврски. Од СОНК остануваат на ставот дека платите на наставниците и професорите од основните и средните училишта треба да се зголемат за 25%. Инаку денеска во Прилеп се примаа само првачињата, и тоа без никакви официјални програми и свечености, како што тоа било во минатото. Се читаа само имињата на учениците, за да се знае кој е прваче, кај кој наставник треба да учи. Гоце Бумбаровски од основното училиште Кочо Рацин од Прилеп е наставник кој што денес прими дел од генерацијата првоодделенци, но сепак остана во штрајк. Денес земам прво одделение. Како и сите мои колеги од СОНК, исто така и јас го поддржувам овој предупредувачки штрајк. Сум за овој штрајк, но хуманиот дел од нашата работа не ми дозволува да ги вратам учениците назад. Ова е прв ден за нив и напоменувам, сум за штрајк. Од Савајле сум дојден и го поддржувам, ја поддржувам одлуката на СОНК, но ќе си ги прочитам учениците кои што се мои ученици во прво одделение, ќе ги поздравам родителите надвор, не во мојата училница. Иако од општина Прилеп најавија дека на денешниот прием ќе присуствува и градоначалникот во две основни училишта. Во последен момент неговото присуство беше откажано и тоа без никакво објаснување. Па некаде можам да речам дека 90% од колегите не дојдоа Сабајлево на работните места, значи нема да се одвива настава, освен Сабајле беа прочитани само 600 одделенците, затоа што тие имаат класни руководители. Јас излегов и му кажав на родителите дека сме под штрајк и дека децата само ќе се прочитаат и другото од утре почнува наставата. Беше договорено да се примат првачината, само првачината, значи да не го расипуваме првиот училишен ден на првачината заради, како што каже колегата, хумани цели. Само да се прочитаат и да се испратат и првачината и родителите. Председателот на регионалниот одбор на СОНК во Прилеп Златко Думбаловски истакна дека предупредувачкиот штрајк во Прилеп бил успешен и напомена дека минатата недела тие имали и притисоци и закани, истиот да не се одржи, но сепак не подлегнале на нив. Како синдикат имавме притисок во четвртокот, сега зборувам, од сабота недела не работни ден, во четвртокот дел од директорите дојдеа со изјави дека мора да му направиме список кој ќе штрајкува. Од наша страна беа одбијани со тоа што му се кажа дека според одлуката и статутот на СОНК сите членови што се во синдикатот мора да ја почитуваат одлуката и да стапат во штрајк. Дел од колегите кои не се членови во штрајкот ни дадоа поддршка и исто има и такви што штрајкуваат и потоа во петоко беа повикувани сите од прво одделение и од шесто одделение за да дел ги примаат. Стварно, не сакам, имаат колеги кои можат да издржат притисок, но имаат колеги кои не можат да издржат притисок од тие причини. Не му замеруваме на ниеден колега кој излезе и ги прочита, меѓутоа само ги прочита децата да видат колку кој клас ќе биде и дојде во канцелариите да си го продолжат штрајк. Би го запрашал еве уште еднаш министерот, дали вие министре би работеле како наставник и како професор, а знаеме дека сте професор на универзитет, за оваа плата 21.600 денари. Доколку прифатите да работите, ние еве од СОНК ќе речиме дека нема да штрајкуваме додека вие земате 21.600 и дека ќе можете да го гледате вашето семејство и да си ги плаќате сите потреби што животот ви ги налага. Од утре наставата во сите училишта во Прилеп продолжува според редовната наставна програма.